Му прецрне на најголемиот сточар во Делчево Слободан Богдановски од долгот кој го има државата спрема него, па тој јавно обвини дека државата му должи 40.000 евра за субвенции, неисплатени штети од поплавите, за инвестицијата во земјоделската механизација и за болеста јазеста кожа и за уништените крави, проценети на 220.000 денари. Ниту еден денар до денеска немам добиен. Овој човек заедно со неговото семејство живее од земјоделието, а овој однос на државата му ги врзува рацете и го тера да го намалува производството. Луѓе, тоа се многу пари и за мене и за многу. Со тоа не само што мене ме уназадуваат, и самата држава се уназадува. Јас тие пари ќе сам ги инвестирал во нешто ново, во нешто повеќе. Уместо 75 крави што ги имав да ги направам 100, ја од 75 сега паднав на 30. И ако не ги исплатат субвенциите и овие други давачки, значи ние ќе ги намалиме не на 30, на 3. Богдановски водел неколку судски постапки кои ги добил на суд, но парите од државата се уште не ги добил. 2014 и 2015 на мојата сметка, уместо мојата сметка, напишена друга сметка за 2 години. И за Паланг, за 2015 година, даночниот број на нашата фирма впишена на друга фирма. Од платежната агенција информира дека во 2013 Богдановски имал долг за трактор, поради што го изгубил правото за субвенционирање. Во однос на програмата за 2015 била извршена уплата за мерката 2.4, а подоцна се води како должник за земјиште. Во врска со барањето за финансиска поддршка кое се води на личното име на Богдановски за 2013, по однос на 3 мерки се извршени уплати на вкупно 21.402 денари, а во 2014 за 2 мерки му биле исплатени 14.550 денари. За лани од агенцијата информираат за проблем со трансакцијската сметка, зашто барателот бил уредно известен.